konačno ke ja sakam Gorskaja svoja Skopje kaže mi. Сите ученици кои оваа учебна година ќе се запишат во прва година во средните училишта во Скопје за прв пат ќе добијат бесплатни училишни униформи. Новата мерка денеска ја најави градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски, кој истакна дека училиштето треба да биде местото каде што младите ќе се надпреваруваат во знаење, труд и успех, а не според тоа кој носи поскапа облека или има поголеми финансиски можности. Според Ѓоргиевски, воведувањето на бесплатните униформи има за цел да ги намали социјалните разлики меѓу учениците, да придонесе за спречување на дискриминацијата и булингот и да создаде побезбедна, попријатна и порамноправна училишна средина. Дополнително мерката ќе го олесни финансискиот товар на семејствата, особено во пресрет на новата учебна година. Тој нагласи дека униформите ќе воспостават еднаков и достоинствен кодекс на облекување, практика која со години се применува во бројни современи образовни системи. Како што посочи, учениците треба да бидат насочени кон стекнување знаење, личен развој и градење на својата иднина, не кон истакнување на социјалните разлики. Од град Скопје велат дека ова е една од мерките насочени кон подобрување на условите во образованието и обезбедување еднакви можности за сите ученици, со порака дека вредноста на едно дете не се мери според облеката што ја носи, туку според неговото знаење, карактер и потенцијал. Премиерот Христијан Мицковски денеска ја посети општина Илинден, каде што изврши увид во изградбата на новиот стадион и инфраструктурните зафати на патната мрежа, како и во проектот за проширување и унапредување на капацитетите на детската градинка Гоце Делчев. При посетата Мицковски истакна дека преку средствата обезбедени од централниот буџет кон општините во моментов се реализираат повеќе од 1200 инфраструктурни проекти низ државата. Според него дел од проектите се веќе завршени, голем дел се во фаза на реализација, помал број допрева ќе започнат. Премиерот оцени дека Македонија во моментов е едно големо градилиште и изрази очекувањето следната година да биде заокружена реализацијата на проектите од првиот и вториот владин повик за поддршка на општините. Тој најави дека веќе се размислува за трет повик, имајќи предвид дека општините подготвуваат нови проекти. На крајот од посетата им честиташе на градоначалниците, посебно на градоначалникот на општина Илинден за реализацијата на локалните инвестиции. По повеќе од 6 децении учениците од Срешево за прв пат ќе добијат современа училишна спортска сала. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски заедно со директорката на општинското основно училиште Наум Охридски Елизабета Андова изврши увид во текот на градежните активности, при што беше констатирано дека работите се одвиваат со добра динамика. Според најавите, спортската сала треба да биде целосно завршена и ставена во употреба на почетокот на октомври. Новиот објект ќе обезбеди современи услови за настава по физичко и здравствено образование. Ќе биде наменет за кошарка, одбојка, ракомет и други спортски активности. Проектот опфаќа изградба на современи сооблекувални, со душеви, тоалети, простории за наставниот кадар, како и простор за складирање на спортската опрема. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 34.099.421 денар. Средства обезбедени од владата. Од општината посочуваат дека со реализацијата на овој проект значително ќе се подобрат условите за учениците од Срешево, Виничи и Смилковци, кои конечно ќе добијат спортски објект, изграден според европски стандарди. Ова не е само изградба на спортска сала, ова е исправување на една долгогодишна неправда, порача градоначалникот Бобан Стевковски. Општина Карпош утре ќе организира отворен ден на кој граѓаните ќе имаат можност директно да разговараат со градоначалникот Сотир Лукровски и со раководителите на општинските сектори за прашања од локално значење. Настанот ќе се одржи од 13 до 17 часот во холот на општинската зграда, каде што жителите ќе можат да поставуваат прашања, да дадат предлози, идеи и иницијативи поврзани со функционирањето и развојот на општината. Од локалната самоуправа информираат дека целта на ваквите средби е да се овозможи непосредна комуникација со граѓаните, подобро да се согледаат нивните потреби и заеднички да се бараат решенија за предизвиците со кои се соочува локалната заедница. Средбата ќе се одржи во просториите на општина Карпош на улицата Никола Русински број 11. Од општината ги повикуваат сите заинтересирани граѓани активно да се вклучат во разговорите и да придонесат со свој предлози за унапредување на животот во општината.
Општина Газибаба продолжува со мерката за финансиска поддршка на семејствата, обезбедувајќи по 8 милиони денари за секој новороденче. Ова денеска го соопшти градоначалникот Бобан Стефковски, истакнувајќи дека локалната самоуправа и понатаму инвестира во поддршка на најмладите жители. Според Стефковски, секое новородено дете представува нова надеж и радост за семејството, а финансиската помош е наменета да им улесни на родителите во првите месеци по раѓањето на детето. Градоначалникот нагласи дека мерката е потврда дека секое дете е подеднакво важно и дека општина Газибаба останува посветена на креирање политики што ги поддржуваат семејствата и го поттикнуваат родителството. Воедно тој ги повика сите родители кои ги исполнуваат предвидените услови да ја искористат можноста и навремено да аплицираат за добивање на финансиската помош. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни.